Владата се премисли. Наместо од сметките на министерствата, 80 милиони динари за референдумска кампања на собранието ќе ги користи директно од буџетската каса од ставката функции на државата. На владина седница ја укинале одлуката со која ги задолжија министерствата да отстапат средства за кампања, ама ја потврдија нивната самостојна кампања како влада, за која ќе одвојат дополнителни 400.000 динари од редовниот буџет на Генералниот секретаријат на владата за агитирање кај народот. Донесовме нова одлука базирана на анализа направена во Министерство за финансии и парите не се од министерствата, туку парите се од, момент само да ви прочитам точно, од ставката функции на државата од буџетот на Република Македонија, од Министерство за финансии. Тоа значи дека министерствата нема да донираат пари, туку овие 80 милиони се од оваа ставка и доколку не бидат потрошени, ќе бидат тие што нема да бидат потрошени, ќе бидат вратени во буџетот на Република Македонија. Снимањето на промотивни спотови ќе било отстапено на пратениците во парламентот, вели Бошњаковски, иако веќе извесен период, токму премиерот објавува видеа за придобивките од членството во Европската унија и НАТО. Најавија и непристрасност во информативната кампања, па тоа што преку Facebook, Twitter, Instagram ќе повикуваат на гласање не било спорно, бидејќи било стратешка определба на владата. Дополнителните наши активности нема да чинат ниту еден денар. Сега, ние ја спроведуваме програмата на владата. Тоа е програмата, тоа се основните стратешки цели на Република Македонија 27 години членство во ЕУ и во НАТО. Ние немаме никаква дилема дека ќе ги повикаме граѓаните да гласаат, бидејќи тоа е програмата, тоа е суштината на договорот со Грција, тоа е суштината на референдумското прашање, тоа е иднината на Република Македонија. Да, ќе ги повикаме да гласаат на референдумот и да, ќе ги промовираме бенефитите на Европската унија и НАТО во рамките на нашите тековни активности. Собранието веќе формираше и координативно тело за кампањата кое ќе го раководи спикерот Ала Џафери, кој допрева треба да направи стратегија како ќе ја води кампањата која започнува на 10 септември. Пратеничките групи се договориле пари да имат за сите пратеници пропорционално според изјаснувањето. Иако пред неколку дена директно побара од владата пари за кампања, сепак финансиска поддршка ќе нема за партиите кои не се дел од парламентот.